моите деца, пошто се посебни потреби, ова е многу важно и многу важен дел, го очекуваат секој викенд, не може да се дочека, они се спремни 2 сати пред да дојдат. Го зборат од среда дека ќе одат во сабота. Од тука си одат среќни и се малце посмирени, затоа што им годи, им прија и ги сакаат многу учителите. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Леле, Михо, браво, Да пукне, браво, леле. Промени има секако, ама секое сензорно задоволство кај нив е позитивно. Тоа е идејата овдека, не се овдека виртуози да станат, туку да се заљубат во музиката, си ја љубат секако, меѓутоа талентот да си го искажат затоа што многу помалку работат, а се покажуваат на дело. Inclusive Music е отворена школа за сите. Нашето мото е музика за сите. Нудиме часови на дечиња со типичен и атипичен и за возрастни, за сите. Значи музика за сите, буквално за сите. Секој може да дојде тука и да учи музика. Даваме часови по тапање, гитара, бас и клавиатура. Или? Него прави тоа. Било гоце. Или? Види? Сали, гоце. Или булјава? Треба да си има трпение и треба да си упорен у таа. Мислам за секоја работа е тоа, без разлика што работиш, а поготово за вакви сензитивни работи како што работи со дете. Со секој дете е различно. Со некој дете има директен пристап, со некој дете има малце поиндиректен пристап, но целта е, како што кажав, детето да биде среќно, детето да може да се уклопи во општеството најдобро што може и да му биде многу кејф што доаѓа овдека, да биде среќно, тоа е цела поента. И многу ќе биде добро, и е добро, нели, што учат работи и сами се мене ми изненадуваат и самите се изненадуваат дека се способни да свират. Тапани, гитара, бас. Многу е убаво чувството кога ќе се види тоа. Обрнато е внимание, големо околу се има некои дечиња што имат осетливи се на звуци, затоа се земени и набавени се електрични тапани, или имаме акустични тапани. Исто така имаме гитара за леваци. Во поглед со дечиња со атипичен развој, има дечиња со ADHD, има дечиња со аутизам, со високофункционален аутизам и со сите деца се е различно. Треба да се најде правилниот пристап, каде што на детето ќе му биде комотно и каде ќе имаме резултат на сето тоа. Целата поента на овие работи е когнитивните способности да им бидат најдобро што може развиени и најдобро да се снајдат во општеството. Со музика, мислам дека сите сакат музика, поготово сите сакат тапани. Видиме, Мике. Некој дете може да има проблем со говор, некој дете може да има со моторика проблеми. Сега, тапаните се многу интересна работа. Со тоа што работиме со 4 екстремитети. Десна рака, лева рака, десна нога, лева нога. И сега треба да организираме и да направиме звук, треба да направиме нешто многу интересно и многу ми е убаво кога ќе видам дека некој дете ќе научи ритам по прв пат.
плановите во иднина се да биде најквалитетно образованието и да биде најдобро. Децата бидат среќни да имат нешто што ќе добијат во оваа школа. Насмевка, подобрување когнитивните способности, подобрување на говорот и само кејф да имат, да сакаат, зашто тоа е најбитната работа. Значи децата кога ќе дојдат е најбитно да ги видиш насмејани и убаво да си поминуваат.